Поента со професор доктор Тања Каракамишева. Вторник од 17 до 18 часот на Радио Слободна Македонија. Да, и неповторно назад во студиото зборуваме за најважните политички настани случувања кои што ни се случија во 2016 година и стигнавме некаде до средината на годината. Стигнавме до настаните кои што им предходеа на закажаните избори на 5 јуни. Ако се сеќавате, се само распушти собранието, но само распуштањето на собранието не значеше и одржување на изборите на 5 јуни, иако тие беа договорени од страна на 4 партии и клучните меѓународни представници во земјата. И бидејќи не се спроведоа изборите, тогашната председателка на Уставниот суд беше навистина ставена на голема мака да го растегнува уставот по политичка мерка и да прави преседан за повторно враќање на претениците во претеничките клупи, нели како ништо да не било. Во меѓувреме, во текот на летото, но и во текот на есенските месеци, повторно дивеа револуционерите, шарените револуционери по улиците, повторно имавме канонади на државните институции со бои, повторно имавме сквернавање на националните споменобележи од страна на овие така наречени демократија, всушност анархисти, се до носењето на одлуката за распишување на предвремените парламентарни избори на 11 декември, по кое што нели ни се случи и само распуштање на собранието по втор пат. Конечно и пратениците на СДСМ собраа храброст нели да притиснат на копчето за распуштање на представничкиот орган на граѓаните, откако се исполнија нивните бројни измислени и рационални барања и желби од страна на власта, кои веќе буквално немаа каде, па мора да се смилуваат и да притиснат за распуштање на собранието, односно за конечно организирање на третите, би рекла, за таа година закажани предвремени парламентарни избори. И сега председателот на собранието ја објави одлуката за распишување на предвремените избори за 11 декември и започна предизборниот период, започна периодот кој што ми е многу свеж и во сеќавање. И во тој период нели се изнаслушавме се и се што. Ги видовме новите изборни адути во листите на СДСМ, видовме како актуелното раководство на оваа партија буквално им стави крст на најгласните соборци од шарената револуција, но и на старите партиски играчи, оние кои ги испокршија автомобилите за да докажат колку се борбени во својот дух, оние кои вездан беа со една нога до состојба на шлок, оние кои од партијата им остана само хроничниот ларингитис бранејќи го мурто, оние кои буквално сами себе се дотепаа за да докажат пред шефот колку се важни и повторно не беа ставени на партиските листи на СДСМ. Некои нови клинци добија добитни места на тие партиски листи. Секако, оние од клубот на шарените лаги беа меѓу првите во добитните места, а основната цел на нивното наоѓање во листите е секако да се избегне кривичната одговорност за се она што го сторија во текот на 2016 година, за кое што кривично се одговара, особено за повреда на државните институции, но и за нарушување на уставниот поредок и повреда на јавниот ред и мир во Република Македонија. Во периодот додека ние ги гледавме нели локалните папети како понизно се поклонуваат на дипломатите, странските дипломати, во меѓувреме се случија и председателските избори во Соединетите Американски држави. Доналд Трамп направи вистинска сензација во Америка и токму 2016 година ќе остане во сеќавање и заради големата победа на американскиот народ, на оној обичен американски народ над така нареченото демократско зло. Со оваа победа, со победата на Доналд Трамп, светот веќе нема да биде ист. Вредностите на многу нации во светот со децении беа уништувани систематично и дисциплинирано со вредностите што ги нудеше таа така наречена транснационална политика и транснационалните политичари.
националните идентитети се стопија под силата на глобализацијата, односно глобализмот ги уништи националните обележја и карактеристики која чинат секоја нација своја и секоја нација посебна, уникатна, квалитетна и самоодржлива. Глобализацијата ги погази националните потреби и интереси на обичните граѓани и таа стана заштитник на одбраните, на умните, на експертите, на богатите, а всушност глобализацијата стана храна на болната изопачена суета и желба на посебните да владеат со светот или да го стават светот под сопствената чизма. Настаните што особено се случија во 2016 година велат дека овие квази идеолошки и лажни вредности дефинитивно им се става крајот. Системот кој ги создаде и системот кој ги надреди како една вистина почна со забрзана динамика да се распаѓа како кула од карти, па токму затоа можам да кажам дека 2017 година ќе биде година каде што ќе започне една нова ера на градење на нови вредности или спречување да се шири таа хистерија на овие мантрачи, кое што гледаме во 2016 година добива најголем пик, односно добива најголем интензитет. Светските квази елитисти се во шок и во илјада прашалници што се случи во Соединените американски држави на изборите во оваа држава. Зошто обичните граѓани го избраа токму Доналд Трамп, а не нивната омилена кандидатка Хилари Клинтон? И покрај тоа што секојдневно медиумски беа труени овие граѓани од страна на CNN, Deutsche Welle, BBC и други светски медиумски куќи, сепак неизбежно е дека тој нов глобален светски поредок е во пресмртна агонија и Доналд Трамп во Америка, но и сите неминовниот пат на Оланд по изборите во Франција во 2017 година, падот на Ренци во Италија, падот на Борисов во Бугарија, случувањата со и околу Брекзит во Велика Британија, се тоа би рекла сигнали за тоа дека во 2017 година е година кога ќе се направи политички пресврт во светот во корист на конзервативната идеологија и во корист на суверените национални држави и нивните граѓани. Така што демократите навистина треба да бидат загрижени за состојбата во која што ќе се најдат, бидејќи им е пробиена шемата на лажниот демократизам и либерализам кој што го ширеа непрекинато овие особено изминативе 2 децении. Просечниот американец, просечниот французин, британец, но и просечниот македонец нема проблеми со нему различните, се додека тие автохтоно ја дефинираат политиката во сопствената држава, односно се додека тие се свој на своето и додека не им се чепка по националниот идентитет и не им се урнисуваат вредностите што ги чинат тоа што се. А националниот идентитет не може да се создаде, ниту може да му биде одземен од некоја самопрогласена светска елита. Токму затоа и македонците се по-остро ќе застануваат во одбрана на сопствениот македонски идентитет и сопствените национални вредности. Во меѓувреме во Република Македонија завршија предвремените парламентарни избори, поднесените приговори и тужби како и работата на државните органи по нив беа врв на правниот аматеризам во државата. Најсмешна беше улогата на Државната изборна комисија, особено по затворањето на избирачките места, поради леснотијата со која што Државната изборна комисија се впушти во незаконитост преку пробивање на законските рокови за објавување на прелиминарните изборни резултати. Повеќе од сомнително беше излегувањето на ДИК со нецелосни изборни резултати во 3 часот по полноќ, со образложение дека неколку општински изборни комисии доцнале со доставувањето на записниците од гласањето, иако истите нели се испраќаат по електронски пат. Но беше и смешно дењето на спиење на председателот на Државната изборна комисија во време кога законските рокови му висеа над глава. Но сега со прегласувањето во терце се виде зошто всушност председателот на Државната изборна комисија отишол на спиење и каков бил обидот на председателот на ДИК и обидот на странците на СДСМ да направат пресврт во фотофинишот на изборниот процес на 11 декември
2016 година. Глобално и локално, емисија за новите трендови во современото живење. Вторник од 17 до 18 часот на Радио Слободна Македонија.